Сега продолжуваме со вклучување во живо Линковски. Нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска е подготвена да ни пренесе за блесокот кој што ќе се случува, односно за годишниот концерт на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Ивана, се разбира, добро утро до тебе и добро утро до нашите гости. Добро утро, Слободанка, до тебе, да ги поздравам и сите гледачи кои што оваа среда се заедно со нас. Блесок е токму така е насловот на концертот кој што ќе се одржи во петок со почеток во 20 часот и е секако по повод 58 години постоење од Факултетот за музичка уметност во Скопје. Ние блескаме ово утро, може така да кажеме, заедно со Дарија Андовска, која што е декан на овој факултет, композитор, но и секако нели редовен професор на факултетот. Дарија, ќе ви посакам добро и убаво утро. Честитки за 58 години постоење на Факултетот за музичка уметност. Што за вас како е декан представува ова? Па добро, 58 години не е мала цифра. Не е голем јубилеј како 60 години, се надеваме дека тоа ќе имаме можност соодветно да го прославиме. Тоа што е важно за факултетот е дека во суштина носител на целата културна музичко и музичко-балетска сцена во Македонија, затоа што сите големи ансамбли кои што се државни, како филхармонија, како опера и балет, како сега новиот национален џез оркестар, сите тие се потполнуваат со кадри кои што произлегуваат од кај нас. Ние сме врутокот на тие музички кадри, исто така го покриваме комплетно целото образование, од основните училишта, специализираните основни училишта, специализираните средни училишта, општите средни училишта, секаде се нашите кадри. Во суштина ние сме не само носител на културната дејност музичко-сценска, туку и на образовната дејност, и заради тоа важноста на Факултетот за музичка уметност и неговото постоење 58 години не треба само на тоа дека е 58 години дека постои да се ограничи, туку дека треба многу да се вложува во ова, затоа што од тука доаѓаат сите. Да, поминале илјадници студенти кои што биле дел од овој факултет. Како се развиваше вие како декан? Сега може ли да направите некоја ретроспектива од вашето сеќавање или од она што од претходно го имате како познавање, како се развиваше Факултетот за музичка уметност? Факултетот за музичка уметност е почнат како висока школа, а понатака веќе станал факултет со минимум 4 годишно образование. Јас кога студирав беше и 5 години за композиторите и за диригентите, сега веќе е повторно за нив 4 години. Како секој жив организам си има своји успони, своји падови. Сега се надеваме и мислам дека тоа што го гледаме како реакција од другите, дека сме во успон, и се надам дека ќе продолжиме во овој правец. Што е најпопуларно во последниве години? Што најмногу запишуваат? Зашто се буди најголем интерес помеѓу студентите? Секогаш имаме доволно број на студенти кои што се од областа на инструменталната музика, тоа се оркестарските музичари. Имаме голем интерес за балетската уметност, тука, например, помагаме во Македонската опера и балет, тука доаѓаат нивните кадри. Најновата катедра ни е катедрата за џез и популарна музика, каде што повторно се враќа интересот. Таа беше во мирување, извесен период од 7-8 години беше во мирување, но повторно ја вратив. Имам исклучително добри наставници таму ни е Адријана Јаневска, таму е Кирил Туфекџиевски, Иван Иванов, Виктор Филиповски, тоа се навистина големи имиња на џез и популарната сцена. Така што мислам дека не може да се издвои нешто, или еве на пример професорот Даутовски кој што ги привлекува студентите за народни инструменти и за етномузикологија. Сметам дека не може да се издвои едно, него дека секаде гледаме рамномерно да прогресираме. Да, и секогаш е голем интересот, но факултетот нема доволно капацитети секоја година да ги запише сите оние кои што сакаат да студираат на овој факултет, но можеби во следна година да се запишат кога ќе има повеќе простор. Ние се обидуваме да најдеме место за сите, доколку немаме доволно термини кај некои од нашите веќе ангажирани професори. Носиме нови хонорарни професори кои што би ги задоволиле потребите на студентите, гледаме никој да не го вратиме од тука. Да, тоа е одржиме дома, тоа ни е не од хаштаговите ФМ е дома, не само затоа што е дома во Македонија, него се трудиме факултетот да биде дом за сите наши студенти и за вработените.
Да, тоа е одлична можност секако да творат тука и подоцна нели да продолжат да го предаваат и тие своето знаење, но секако и да творат на македонската музичка сцена. Дарија, ќе ви се заблагодарам за вашето одвоено време. Тука заедно со нас го имаме и Љубиша Кировски, кој што е продекан за концертна дејност. Ќе ви посакам добро утро и на вас. Колку време се подготвуваше концертот кој што се одржува во петок на 6 декември? Добро утро до вашите гледачи на Алфа телевизија. Најнапред би сакал да кажам дека сме навистина амбициозни и секоја година проектите стануваат се позахтевни, посложени, поамбициозни. Со самото тоа што во нашава институција има ансамбли како што се голем симфониски оркестар, камерен оркестар, одделот за популарни жанрови, балет, значи народни инструменти, сето тоа кажува за сложеноста нели за организирање на ваква еден ваков настан. Би сакал да кажам дека навистина проектот е многу интересен. Започнуваме како секоја година нели со интонирање на трите химни. Тоа е државната химна, Гаудеамус и химната за Кирил и Методи. Потоа ќе настапи симфонискиот оркестар со Шуберт, симфонија, првиот став од симфонија Шуберт. Ќе има едно дел од помодерен композитор Канчели, значи за сечи вкус ќе има по нешто. Потоа ќе настапи за прв пат оваа година, ќе има составен од дувачи и ударни инструменти. Тука младиот колега Ангел Спировски ќе се представи со многу интересно дело. Тоа ќе настапи камерниот оркестар со барокна програма. Значи ќе има Per Brandt, дело од епоката на барокот, ќе има познатата арија од Бах, ќе биде. Потоа ќе настапи балетот, тука ќе биде застапена нашата исто продеканка Сонја Здравкова Джепаровска со нејзина кореографија на танцот со саблите од Арам Хачатурјан. Ќе има модерен балет, тоа е современ балет, джез импровизација, каде што својата умешност ќе ја прикажат нели нашите студенти од балетската педагогија. Потоа ќе настапи нашиот доајен, тоа е професорот Драган Даутовски, ќе се представи со негова обработка на песната Со маки сум се родил и исто така секоја година несебично промовира млади студенти, млади пејачи, кои што нели сака полека да се вклучат во оној процес нели на афирмација на нашата изворна народна музика. Тука ќе биде нели младата Јулијана Деспотовска која ќе настапи со посебно за мене, бидејќи потекнувам од Полошкиот крај Ој девојче, девојче, песната. Да, навистина богата програма со кој што ќе се одржи, нели ќе се одбележи на некој начин роденденот и постоењето 58 години на факултетот за музичка уметност. Како може луѓето да бидат дел? Знам дека влезот нели е бесплатен, како може да присуствуваат сите оние кои што сакаат? Да, само да не ги заборавам и колегите од одделот за популарни жанрови кои што ќе настапат навистина со прекрасни композиции и тоа исто ќе биде подкрепено со кореографија, исто оддел. Значи, да не заборавам, пред почетокот на концертот, во фоајето на Македонската филхармонија, кореографија ќе има и нашата почитувана колешка Искра Шукарова, така да ќе биде застапено за сечив куп по нешто ќе има. А што се однесува до билетите, нели, влезот е слободен и сите љубители на класична и убава музика, би рекол, ги поканувам да дојдат на концерт. Ова ќе биде навистина едно вистинско уживање. Ви благодарам и на вас. Ќе ги поканиме сите оние кои што сакаат во петок да уживаат. Почетокот е 20 часот во Македонската филхармонија. 58 години постоење на факултетот за музичка уметност Скопје со концертот кој што го носи насловот Блесок. А ние ве поздравуваме од концертната сала на факултетот за музичка уметност и уште еднаш ве покануваме да ја
поддржите, нели да го поддржите постоењето, но и да го прославите заедно, да го прославиме сите заеднички заедно роденденот на Факултетот за музичка уметност. Слободанка? Ивана, благодарам, се разбира и на гостите и јас се ве горда со оглед на тоа дека имаме толку талентирани музичари од Полошкиот наш регион и токму затоа овој девојче е препознатливата музичка номера која ја споменавме токму за овој крај. Благодарам уште еднаш